Нашиот град Велес може да се гордее со повеќе спортски имиња, меѓу кои кајакарот Љубомир Спасик. Во денешната емисија ќе поразговараме за неговите последни успеси и секако за подготовките за престојните надпреварувања. Добро утро, Љубомир, и добро ни дојде во утринската програма на К1, но да напоменам дека не е за прв пат. Добро утро, добро ве најдов и чест ми е да учествувам повторно во оваа утринска емисија и сакам да ги поздравам сите гледачи на К1 телевизија. Така, еве најпрво ќе започнам со една твоја мисла. Значаен успех не се постигнува случајно, до него се доаѓа со цврста работна навика и секојдневно давање максимум од себе. Ова го имаш постирано на твојот Facebook профил. Што значи ова? Па тоа е мисла наменета за сите спортисти, дека мора да се тренира напорно, да се има ментален фокус, максимално вклучен во тренинзите кои што ги прават, односно изведуваат, и да бидат дисциплинирани пред се, за да може да постигнат успех со кој што би се гордел секој граѓанин на општина Велес и пошироко. Така, ете, ти си ни одличен пример токму за тоа. Кајакарската федерација на Македонија и Комитетот за слалом ги избра најдобрите спортисти и клубови за изминатата 2016 година. За најдобар кајакар во нашава земја си избран токму ти. Ајде еве да кажеме збор 2, како ја заслужи ти оваа титула за најдобар кајакар во Македонија? Како и секоја година, Кајакарската федерација, односно Комитетот за слалом, избираат најдобар кајакар на годината. Јас, впрочем, и 2015, како и 2016, сум избран за најдобар, односно најуспешен кајакар. Оваа титула ја заслужив, бидејќи настапува во повеќе дисциплини. Не такмичам јас само во една дисциплина. Впрочем, се надпреварувам во 3 дисциплини. Едната е слалом, спуст, и од изминатава година официјално настапувам и во кајак на мирни води. Така. Која е разлика? Продолжи. Значи, разликата помеѓу слаломот и спустот е во самата поставеност на капиите. Така. Слаломот има препреки, кои што со секој нивен допир на времето на самиот такмичар му се додаваат по 2 секунди, со промашување на таа врата, односно капија, му се додаваат 50 секунди плюс на времето. Додека во дисциплината спуст се знае, значи, што е старт, што е цел и се вози само направо. Впрочем, тука се состои на овој надпревар на подолги патеки. Значи, имам и краток дел, но пред се базираме на оној подолгиот, каде што е околу 5 километри. Разлика има и во самите спортски реквизити, односно во кајакот и во веслото. Кајакот е поостар за разлика од слалом дисциплината и е со подолги димензии, додека веслото ни е со позаоблен агол. Така, покрај ова кое што оваа титула што ја доби на ниво на Македонија, тука исто така би напоменала дека во декември општина Велес секоја година избира најдобар спортист и го зема оваа година, мислам изминатата година, 3-то место. Дали очекуваше оваа награда? Без разлика што и во претходни години имаш добиено исти такви награди. Да, оваа награда, без разлика на кое на место се најдов јас. Да. Односно, тоа признание за мене значи многу голем мотив плюс за да продолжам понатаму да се занимавам што е можно повеќе, односно повеќе време од денот да го поминувам во кајакот, да можам едноставно да афирмирам нашата општина и нашата држава што е можно подобро од рамките на Република Македонија. Очекувано е тоа да се најдам во тие 10, односно топ 10 на спортисти во општината, бидејќи имав постигнато значајни успеси за Република Македонија и за општината Велес, односно клубот во кој што членува. Имав постигнато успеси во сите 3 дисциплини, имам освоено медали во сите 3 дисциплини, кои што ги спомнав претходно, и
мислам дека секој спортист кој што ќе се најде без разлика од кој спорт во тие топ 10 на општина Велес е едноставно промотор, односно амбасадор на нашиот град. Токму, така. Се надевам дека сите овие награди кои што и титули кои што ги имаш добиено ќе бидат мотив, како што кажа и претходно, мотив и одличен пат до твојот успех. Она што друго би те прашала околу твоите тренинзи и твоите подготовки. Знаеме добро дека имаме навистина студени денови, особено во месец декември и месец јануари, поточно овој месец. Како течат твоите тренинзи? Дали можеби направи пауза или ќе правиш пауза? Ето малку и за тоа да ги запознаеме гледачите. Дали Љубомир активно тренира во овие студени денови? Значи, активен сум секојдневно, како што сум активен во кајакот, без разлика на екстремно ниските температури кои ја зафанаа нашата држава и општина. Оној план кој што ми е даден, односно испланиран од страна на Кајакарската федерација во соработка со многу стручни тренери надвор од нашите граници, мора да се исполни во целост, бидејќи очекуваме доста одлични резултати во оваа сезона. Покрај тренинзите што ги обавувам на вода, секојдневно имам и тренинзи на суво кои се вбројуваат со фитнес тренинзи, со тренинзи на велосипед, трчање и многу други тренинзи за истегнување, односно за ослободување на секоја мускулна група. Така, оно што би се префрлила на една друга тема околу твоите идни надпреварувања во оваа 2017 година, тоа очекува Европското првенство кое што ќе се одржи во мај на Матка покрај Скопје. Што очекуваш на овие надпреварувања? Како течат подготовките? Дали интензивно работиш на тоа? Без разлика што мај месец е далеку, но сепак за тебе е блиску, верувам. Така, за да се постигне значаен успех, мора да се има континуирана работа, односно континуиран тренинг. За таа цел, јас се подготвувам максимално, вложувам максимален труд, можам да кажам дека се откажувам од многу други работи кои што ми се потребни во животот, односно на секој млад човек. Тука сум во соработка со нашиот олимпиец Атанас Николовски, кој секојдневно ги надгледува моите тренинзи, добивам стручни совети од негова страна, разменуваме искуства, бидејќи се работи, знаеме за еден од најуспешните кајакари во нашата држава. Мислам дека неговите совети длабоко допираат во мене и дека ќе успеам да ја представам нашата држава што е можно подобро на тоа европско првенство. Пред се сме домаќини, очекувам пласман во првите 15, кои што впрочем и возат финален на тоа европско првенство. Тоа би било тоа околу делот на европското првенство. Така. Многу пати си имаш надпреварувано токму на оваа патека на Матка. Колку ти е позната оваа патека и дали очекуваш се подобри и подобри резултати за тоа што кажав дека многу пати ја имаш возено патеката? Така, значи многу пати си имам надпреварувано на оваа патека, имам доволно искуство на оваа патека. Верувам. Може да кажам дека сум како домаќин на таа патека. Така се чувствувам јас. Иако се работи за дисциплината спуст, мислам дека ќе оствариме одличен резултат, бидејќи сепак дома е дома. Така. Ќе имаше голема конкуренција. Познати ли ти се противниците? Уште од сега. Да, веќе комуницирам со поголем дел од, бидејќи комуницирам со поголем дел од кајакарите. Конкуренцијата ќе биде многу јака, значи ќе дојдат у последниве 3 години тројца светски прваци кои што биле европски прваци. Тие потекнуваат од Белгија, Словенија, Франција. Тука ќе иземи и Република Чешка како одлични кајакари кои што мислам дека изминатиот период имаат
и факултет за водени спортови, каде што и кајакот е вклучен во тоа и мислам дека напредуваат многу брзо, за разлика од нас, отиде се многу понапред, едноставно вложуваат во спортот. Така да, кои се организаторите на ова европско првенство што ќе се одржи во мај на Значи, како организатори на ова европско првенство е Кајакарската федерација, Така. во покровителство на Агенцијата за млади и спорт и град Скопје. За останатите спонзори се уште не сум информиран, бидејќи јас сум надпреварувач, но Така. мислам дека навремено Кајакарската федерација ќе даде известување за ова европско првенство, кој што би ги објаснил сите оние понатамошни работи за тоа европско првенство. Така, освен европското првенство, следува и европскиот куп. Тоест, европскиот куп е и претходно на 1 и на 2 април, како што ме информираше ти. Да. Зашто станува зборете за овој куп? Дали е нешто слично на ова првенство? Значи, европскиот куп ќе биде како репер надпревар, каде што ќе дојдат голем број на репрезентации кои ќе го искористат тој европски куп, впрочем и за подготовки на самото европско првенство. Се очекува доста силна конкуренција. Јас лично очекувам да се најдам помеѓу првите тројца. Впрочем и затоа тренираме. Ќе имаме тука многу репрезентации учеснички, се очекуваат некаде околу 15 репрезентации да настапат на европскиот куп, за разлика од европското првенство каде што се очекуваат над 25 репрезентации. Европскиот куп во Македонија, кој што кажавте дека ќе се одржи на 1 и на 2 април, е впрочем и првиот европски куп од петте односно од вкупно 5 кои ни следуваат во 2017 година. Вториот европски куп ќе се одржи во Бања Лука, додека третиот, четвртиот и петиот ќе се одржат во Чешка, каде што ќе бидат на различни патеки. Така, пред неколку прашања кажа дека дома си е дома. Дали ти е најдобро кога се надпреваруваш во нашава земја или пак настрана? Дали е поголем предизвикот кога се надпреваруваш токму тука или пак некаде настрана? Предизвик за мене лично има, без разлика дали се надпреваруваш дома или во странство. Сепак поголем ќе биде притисокот врз мене на домашен терен, бидејќи ќе има доста публика која што го сака овој спорт, која што го љуби и би сакал да успеам пред се дома, бидејќи впрочем ќе биде и прв надпревар од големи ранг во нашава држава, за потоа да се сконцентрирам максимално за европското првенство, па понатаму за останатите надпревари. Така, освен овој светски европски куп и европско првенство, следува и светското првенство кое што ќе се одржи во Франција. Ете и за тоа нешто да кажеме доколку е познато, бидејќи мислам дека ќе се одржи во септември, така ми каже или Да, крајот на септември, почетокот на октомври. Така. Пред да стигнеме до светското првенство, односно тоа ќе биде светско првенство што ќе се одржи во Франција во две дисциплини, во дисциплината слалом и спуст. Значи од годинава се практикува да тие две дисциплини бидат споени за да се добие поголема масовност, односно поголем публицитет на самиот кајак како спорт во светот. Пред се ги имаме, како што ги напомнав, европските купови, имам и настап лично јас на 4 светски купа, кои што 2 од нив ќе се одржат во Швајцарија, а останатите 2 ќе бидат во Германија. Така, и еве пред самиот крај, Љубомир, јас тука би те прашала, кое е твоето лично мислење околу кајакот во нашава земја? Дали се вложува доволно и дали со цел да се афирмира што повеќе во овој спорт во нашава земја и дали може да излезат нови таленти, млади таленти кои што би успеале понатаму? Па вака, значи, јас сум
сега за сега задоволен од мерките, односно од страна на Агенцијата за млади и спорт со промоција на новите мерки во спортот. Мислам дека од оваа година ќе биде подобра за македонскиот спорт, со цел дека ќе има поголем финансиски буџет секоја федерација, без разлика за кој спорт станува збор. Со самото тоа се воведува и мерки за приватниот сектор, значи секој приватна компанија која што ќе финансира во каjakарските клубови или поединечно, индивидуално во самите каjakари, ќе биде ослободена од данокот за додадена вредност, ако не се лажам, во која сме влезени голем дел од каjakарите на општина Велес. Потребно е поголема инфраструктура, како што е каjakарска патека, со која би се промовирале пред се во странство, би поканиле поголем број на странски надпреварувачи тука, би го развиле каjakот на едно ниво на гледаност, пред се на посетеност, за подоцна да можеме да едноставно направиме уште еден камп сите во кајак, за да може да ги вклучиме помладите генерации, иако ние моментално имаме доста млади каjakари кои што се занимаваат со овој спорт, но потребна е поголема масовност. Каjakарската федерација на Македонија веќе има стратегија направено за таа намена и се надевам дека во целост ќе се исполни покрај мерките што се од страна на Агенција за млади и спорт. Така, Љубомир, и за крај ќе те прашам кои се твоите идни планови во текот на ова нова 2017 година? Моите идни планови се пред се настапот на Европскиот куп, Европското првенство, тука не го исклучувам и Илинденскиот кајак слалом, иако сум повеќе фокусиран во дисциплината спуст, но не се откажувам и од останатите две дисциплини, односно слалом и кајак на мирни води. Ќе настапам и на Илинденскиот кајак слалом, кој што едноставно ќе ми биде како тренинг, односно измерување на мојата физичка подготвеност со останатите каjakари. Настапот на државните првенства во сите три дисциплини, европските купови на кои очекувам да се најдам на првите 3 места, бидејќи изминатата 2016 не успеав, ми фалеше малку спортска среќа, но се надевам дека оваа година ќе успеам да се најдам на тие први 3 места и да се промовира каjakот што е можно подобро, односно поуспешно во нашата држава. Исто така се надевам и на пласман во првите 10 на светските купови. За светското првенство е се уште рано, бидејќи имаме впрочем уште 8 месеци 9, така да после овие надпревари, после нивниот крај, ќе имаме една комплетна слика за настапот на светското првенство. Така. Љубомире, мене ме останува да ви се заблагодарам што ја прифативте нашата покана да бидете дел од утринската програма. Ето малце поразговаравме околу твоите идни настапувања во 2017 година и секако за твоите награди за изминатата година. Ти посакувам многу успех во сите надпревари кои што ги спомена. Благодарам. Па се гледаме во некоја наредна прилика. Благодарам.